Денешната пресконференција произлегува од досегашното наблюдување на предизборниот процес во рамките на проектот Патокас кон слободни и фер избори, односно представува сублимат на сите досегашни реакции и заклучоци на МОСТ презентирани во јавноста. Започнувајќи од декември 2015 година, МОСТ распореди 80 наблюдувачи во сите општини во РМ и будно ја следеше работата на ДИК, како и активностите на јавните институции и политичките партии во насока на обезбедување на услови за одржување на фер и кредибилни избори. По завршувањето на вкрстените проверки на податоците во избирачкиот список со базите на податоци од други 10 институции, Државната изборна комисија идентификуваше околу 310.000 сомнителни записи во избирачкиот список кои требаше да се проверат. Беше одлучено околу 87.000 избирачи да бидат проверени на терен од страна на Државната изборна комисија, а останатите 220.000 да бидат административно проверени од страна на надлежните институции. Теренската проверка на избирачкиот список не беше спроведена транспарентно. Иако ДИК на последните седмици усвојуваше збирни извештаи за спроведување на теренската и административната проверка, тие извештаи не беа објавени на незината веб страница. Истото важи и за конечниот извештај од теренската проверка усвоен на 26 април, кој што исто така се уште не е објавен на веб страницата на ДИК. Јавноста не смее да биде информирана, а со тоа и да носи заклучоци за овие процеси врз основа на поединечни изјави и ставови на членовите на ДИК. Покрај нетранспарентноста на теренската проверка, МОСТ забележа и укажа на повеќе недоследности во незиното спроведување, односно имплементација. Од мнозинството кое одлучува во ДИК, бараме да објави колку средства се потрошени за спроведување на вкрстените проверки во избирачкиот список, како и за теренската проверка. Покрај потрошените финансиски средства, ДИК вложи многу време и напори во овој процес, за на крај тоа да резултира со поделено гласање на членовите на ДИК и со нејасни резултати од теренската проверка. Дополнително, Собранието ја пропушти можноста да донесе законски измени кои ќе овозможеа отстранување на оние избирачи кои немаат право да бидат на избирачкиот список. До денес не е отстранет ниту еден избирач, освен оние кои се починати. Дел од дописите кои МВР и ги испраќаше на Државната изборна комисија во врска со податоците во избирачкиот список, беа без подпис од министерот за внатрешни работи. Истото се однесува и на списокот на службеници во администрацијата кои Министерството за информатичко општество и администрација ги достави до ДИК, каде што недостасуваше подписот на дополнителниот заменик министер. Прашуваме, дали дописот за податоците кои еден ден по распишувањето на изборите МВР ги достави до ДИК, како и останатите дописи во врска со проверката во избирачкиот список, се потпишани и од министерот и од неговиот дополнителен заменик. Оваа обврска е пропишана во член 46, став 3 од Законот за владата на РМ, кој беше донесен во согласност со договорот од Пржино. Доколку не се потпишани, согласно член 47 од истиот закон, овие дописи не произведуваат правно дејство, а согласно член 48 став 3, во овој случај на сомневање за незаконско постапување од страна на министерот или неговиот дополнителен заменик може да се поднесе тужба до надлежниот суд. Поради ова, бараме од МВР да објави извештај за сите проверки спроведени по барање на Државната изборна комисија, како и за добиените резултати од овие проверки. Повторно подсетуваме дека формата во која моментално е објавен избирачкиот список е во спротивност со член 31, став 2, точка 28 г од изборниот законник.
И покрај тоа што првично ја поздравивме одлуката на ДИК да поведе управен спор против решението на Дирекцијата за заштита на лични податоци, сметаме дека ДИК требаше да постапува по својот матичен закон и да го остави избирачкиот список во првобитната законска форма на својата веб страница, како што впрочем и беше објавен на почеток. Ваквите постапки не придонесуваат кон обезбедување на доверба на граѓаните во избирачкиот список, а со тоа и во изборниот процес. Формата во која првично беше објавен избирачкиот список и можноста за пријавување на сомнителни гласачи придонесоа до ДИК да пристигнат 6795 пријави за сомнителни гласачи. Сепак, до денес, ДИК се уште не постапила по околу 3000 пријави, односно проверени се само оние гласачи кои се појавиле во резултатите од вкрстените проверки кои што се спроведоа. Го прашуваме мнозинството кое одлучува во ДИК, како ќе обезбеди еднаквост на правото на глас и на вредноста на гласот, имајќи предвид дека изборните единици 3, 4 и 6 веќе го надминуваат дозволеното отстапување од плюс-минус 5% од бројот на регистрирани гласачи по изборна единица. Сите овие постапки, споменати претходно, не влеваат доверба кај јавноста во процесот на прочистување на избирачкиот список, а следствено на тоа и во неговиот квалитет. Секој треба да е свесен дека непочитувањето на законот предвидува и санкции и дека еден ден ќе се направи ревизија на комплетното работење и законитоста во постапувањето на членовите на овој состав на Државната изборна комисија. Потенцираме дека согласно договорот од Пржино, прочистувањето на избирачкиот список требаше да придонесе кон зголемена доверба во истиот, а со тоа и во целокупниот изборен процес. Покрај посочените проблеми во врска со прочистувањето на избирачкиот список, МОСТ исто така укажуваше и на злоупотреба на државни ресурси за партиски цели, непостоење на поделеност на државата и партијата, како и притисоци врз вработените во администрацијата. Со оглед на сите овие недоследности и прекршувања на кои МОСТ укажува веќе подолг временски период, а кои се игнорирани од мнозинството кој одлучува во ДИК и од останатите надлежни институции, со жалење можеме да констатираме дека владата на Република Македонија и останатите институции вклучени во процесот не успеа да обезбедат услови за одржување на фер и кредибилни избори на 5 јуни. Благодарам, Дарко. Дали има прашање? Да, има. Може само да се представите и од кој медиум се. Сенат Джуилбари од АЛЦА. Како го коментирате извештајот на ДИК и негласањето на Чичаковски на истиот извештај? Право на секој член на ДИК е да гласа или да не гласа. Значи, и како се произнел председателот нема да коментирам, меѓутоа се додека не се објави на веб страната извештајот кој што го изгласа ДИК, ние не можеме да го коментираме извештајот како извештај. И поради тоа и во таа насока ова реакција која што имаме денеска. Други Миме Шуштовска од Плусинфо. Што може да се случи практично ако се тира процедурата со овој избирачки список кој што не е подпишан од министерот Оливер Спасовски, затоа што веќе е пуштен во статистика на вработкот, статистика е вратен, може ли тоа практично и по завршување на изборите да ги доведе во прашање резултатите од изборите? Што практично тоа значи? Овдека посочивме еден цел сет на според нас и според нашата методологија и според нашата експертиза, цел сет на забелешки по прашање на прекршување на одредби, што од изборниот законник, што од законот за влада. Поединечно нема да ги коментирам, тие се веќе посочени во нашата реакција, односно во елаборацијата која што туку што ја завршив. Уште едно прашање може. Имате
податоци колку луѓе се избришани од овој. Кажав сега во нашите податоци кажуваат дека сега за сега се избришани само оние кои што се починати. Галя Менковска, 24 вести. Што мислите дека треба сега да се случи во оваа фаза, бидејќи ДИК се повикува дека изборите се распишани, имаат роковник и продолжуваат понатаму со оние технички подготовки за изборите? Дали мислите дека треба да запре процесот веќе на подготовка за изборите за 5 јули? Па ние не можеме да кажуваме дали треба да запре или не. Во оваа фаза само кажавме кои се сите законски одредби кои што е очигледно дека не се испочитувани во оваа фаза. И само заради нашиот принцип и пристап да ја информираме јавноста за сите предизвици и недоследности во тој процес, ја свикавме оваа пресконференција и еве и до Државната изборна комисија уште едно посочување за сите предизвици и недоследности со кои што они во овој момент се среќаваат. А тоа што ќе направи Државната изборна комисија најверојатно е најдобро да ги прашате нив и да го упатите тоа прашање до нив. Дополнителни прашања? Еве за крај, дали и покрај ваквите оценки, проценки останувате наблюдувачи на тамошните подготовки на изборите? 14 години Граѓанската асоциација МОСТ ги наблюдува политичките процеси во Република Македонија. Наша обврска и должност спрема граѓаните на Република Македонија е да продолжиме со наблюдување на процесот и на политичкиот процес, односно на сите политички процеси, а еден од тие е и изборниот процес.